Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Имаме мал проблем со некој телефон, негде се слуша, а се среди. Ово утро имаме една, како се вика, специјална емисија, но пред неа да почнеме со на една од поважните работи, тоа е дека Венко Филипче убедливо го победи Венко Филипче на изборите за председател на СДСМ. Му честитаме на господинот Филипче, кој освои искра колку гласови? 18.100, така, околу 18.000 нешто ситно. Во принцип 140 се неважечки ливчиња, 23.000 членови практично се пријавиле да гласаат. 15.000 беше бројот на гласови минатиот негов избор, а сега 18.000 според одредени медиуми значително повеќе, не знам зашто 5.000 гласа е значително повеќе. Добро е, но сепак помалку од Димитар Ковачевски. Во секој случај не е лоша самата бројка, мора да признаеме. Му честитаме на Филипче, се надеваме на дека ќе ни гостува наскоро во Радио Лидер. Него малку подоцна ќе го обработиме. Искра, ја мислам дека малку можеби треба да почекаме. Добре, јас очекував дека и за снегот ќе почнеме, ама што му снег во април, ништо ново. Представи го нашиот гостин ова утро, почитувани, ние на наша голямо и ваше голямо задоволство, а бога ми е атрактивност, заменик министерот за социјална политика, демографија и млади, господинот Ѓоко Велковски. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам. Да ни почне неделата со социјални теми, за убаво и со убави вести, дај Боже, иако прашањата кои се за почеток испланирани се сепак и не толку многу убави, меѓутоа важно е да се решаваат работите пред се во интерес на оваа најранлива категорија, би рекла, малите, децата. Имено за една недела има неколку такви информации. Последната е дека е приведен оној 64 годишен во македонски Брод, ми се чини, да, кој што на 2 наврати злоставувал сексуално малолетно дете. Практично, она што мене ме згрози во приказната е што предходниот директор на Центарот за социјални работи таму, кога му било пријавено пред 1 месец од прилика некаде почетокот на март дека ова се случува, буквално не постапил и човекот до ден денеска, откако и е приведен 64 годишниот осумничен, следува кривична пријава од МВР и така натаму. Ќе ни објасните во каква состојба е детето. Не се произнесува директоров поранешен. Имаме единствено изјава од актуелниот Александар, така е. Добро, зошто не постапил Центарот за социјални работи? Ајде, министре, сега. Тоа го говориме уште од сам старт дека, за жал, системот во дадени моменти не функционира и токму случајот со денцето со 64 годишниот господин кој што направил, ќе се укаже тоа дополнително полиција, така обвинителство и сите други органи ќе се докажа дали е тоа така врз самото детенце, да за жал да се случи 2 пати по укажување на сведоци, односно тие што го виделе во семејниот двор на куќата, кај што детенцето било згрижено или од страна на дел од семејството, кај што бил и токму и ова личност. Да, значи детето било во згрижувачко семејство. Да, и од таа причина системот направил пропуст, меѓутоа затоа промените кои што и ги најавме тогаш и во самите центри се случуваат и затоа вакви случаи нема да бидат повеќе буквално ставени и прикитувани по тепих. Затоа е направена пријава од страна на новиот директор, кој што само мора да кажам дека е 7 дена како што е именуван на својата функција, меѓутоа сите предмети бидејќи ги познаваат и ги знаат многу добро и се дел од самиот систем од кај што доаѓаат од самиот Центар за социјални работи, им даваат за право така да ги преземат токму овие чекори. Веќе полицијата ги свикува сите чинители нели кои што треба за да се предпоставуваме предходниот директор кој не постапил. Секако да е предходниот директор. Ќе одговара ли? Доколку направил пропусти согласно процедурите кои што во самиот закон и правилникот за работа на центарот, и нека одговарат. Значи повеќе нема исклучок за никого и никого нема да
прикриваме и подкриваме за да така нешто биде надминато или не. Не, ќе се одговараат, а тие кои што сака да работат и навистина се честни, секако така се тука за добрододени за да работат со нас. Трајни се последиците врз детенцето, психолошки пред се, физички, апсолутно. Како се работи со него? Каде е згрижено сега, што се прави? Веднаш уште истиот ден кога се осознава втората пријава кога настанува, веднаш стручни тимови на центарот што е во Македонски Брод заедно со подрачната во Центарот за социјални битола и Скопскиот центар, таму е згрижено интервентно детенцето, тргнато од семејството што било. Така да детенцето сега е во добро состојба, веќе е кај други згрижувачи и со него се повеќе интензивно се работи за да се надмине доколку имало последици по однос на тоа што се случува. Тоа значи дека има одговорности кај првенствено кај згрижувачково семејство каде што се случувале. Да, треба тоа ќе се утврди со записникот кој што е веќе изготвен од страна на самиот центар, од стручен тим, друг надвор од тој што до тогаш го раководел, за да видиме каде биле сите слабости се направени за да може да бидат надминати. Доколку има такви, ќе си постојат секако одговорности кон самото згрижувачко семејство, бидејќи има права, меѓутоа имаат и обврски кон самото детенце. А имаат ли и други дечиња паралелно со ова кои ги згрижуваат ова исто семејство? Не. Единствено дете. А кој го пријавил случајот вториот пат? Вториот пат е пријавено од сосед кој што живее во непосредна близина на Бил сведок, претпоставуваме. Да, и земен неговиот исказ, дадено полиција и слично. Така да полицијата си го презема сега комплетно целиот случај, бидејќи е под нивна надлежност, да ги обезбеди сите потребни докази и документи, вклучувајќи го тука Центар за социјални работи да даде стручно мислење, да се проверат сите инволвирани страни кои што биле во самиот процес на згрижување, односно ставење на самото згрижување на детенцето во ова семејство. А зошто се чекаше толку време за да се промени директорот? Ева, очигледно ваквите работи се уште еден доказ дека не смеело да се чека толку време, сепак власта предводена од ВМРО допомена е веќе 10 месеци. Така, ние не настапувавме од никогаш не настапивме од она што бевме обвинети дека реваншизам, партиски кадри ќе се донесат, ќе се разрешат партиски кадри на претходната власт и слично, че идевме на стручност. Така да веднаш се покаже на тоа дека да најдеме стручен човек, исто да биде комплетно со сите документи, со лиценци што се потребни за да стане на таа позиција директор да биде именуван. Така да процесот ние навистина го водиме професионално, не го водиме по пат на партиска така карта, да било така ќе биле сменети сите уште првите така 15-30 дена. Така да по тие причини се видел веднаш дека центарот и профункционирал и директорот дека има ситуацијата во Сореца од стручен аспект, не збориме од партиски. Извесен период пред тоа беше случајот актуелен со пукањето во Центарот за социјални работи во Прилеп, 2 куршума во вработена, практично потоа излегува и на протест дел од представниците од УПОС, синдикатот практично под кој спаѓаат и социјалните работници. Малку звучи како да сме див запад, слика една таква за еден исреден систем е тоа да може да ти влезе во среде бел ден човек од надвор да пука во вработена, мислам едноставно е зачудувачки. Е зачудувачки, точно фактот, тука има повеќе елементи кои што треба да ги земеме. Првите дека лицето е избегано од јавна установа Демир Хисар, значи е со одредени психички проблеми, бидејќи таму се лекува и слично. За жал, ја напуштил таа установа од не знам какви причини, полицијата веќе се истражува и таму, е отворен случајот и за жал дошол на работното место кај вработената која што претходно години претходно имало одредена поставка која што се одвивала од нејзина страна, а бил инволвиран истиот овој кој што пукаше. Така да навистина тука повторно некомуникацијата на системот во институциите, што сме го говореле, мислам дека и претходно кога имало вакви теми е токму ова. Доколку бил избеган, се знаеле одредени последици, мислам што довело до неговата таква состојба, требало да бидат известни и МВР, меѓутоа и Центар за социјални работи, бидејќи така биле во одредена постапка вклучени и они како такви, за да може да се во даден момент и превенират одредени вакви појави. За жал не сегата е случајно на работното место каде што е вработената, може да се случи, не дај Боже, сегде низ градот. Таму се случило таму, да, каде што мора да потенцирам дека има и
лице кое што е условно пријавница, нели, кој што ги прима странките и ги упатува кај вработените, така да има лице кое што е пред да дојде кај странката, меѓутоа за жал со случај не настан. Велковски, нели е веќе небезбедно да се работи како социјален службеник? Овие служби се многу важни за општеството, но од една страна, ќе речат, платите се навистина ниски, а од друга страна се соочувате со најразлични ризици како овој. Секогаш во некој процес некој ќе биде незадоволен, секогаш некој ќе мисли дека вие сте криви за неговата несреќа, секогаш ќе има проблеми. Каде што има социјални служби, има и проблеми, но постои ли страф кај вработените? Постои ли луѓе кои се откажуваат? Затоа што, пак ќе кажам, ризикот е голем, платите се мали. Така, имаме постојана дебата со вработени во Центарот за социјална работа, токму на прашањето, нели, колку е колкава е тежината на нивната работа е слично. И навистина ги разбираме максимално и сме посветени за и покачување на платите како што беа во другите ресори изминативе 10 месеци, така да работиме ние, мора да кажам, интензивно и тоа да го направиме, меѓутоа не е се во парите. Овие луѓе се остручени да работат токму со такви категории на граѓани и да имаат пристап кој што е многу поразличен така од секој друг во другите дејности. И се обучени овие луѓе и на крај од денот знаете се сложиле дека треба да го работат токму оваа проблематика да работат во текот на нивниот животен век во даден или период. Треба да направиме и повеќе, не само зборам во делот на платите. Еве случајот кој што се во прилепнели конкретно пукањето, ние и претходно веќе размислувавме поради сите поплати што ги имавме да ангажираме фирма која што ќе биде нели условно обезбедување за да има одреден ред во самите центри. Таа постапка беше предвидена уште пред да се случи во прилеп, така да еве и ќе се спроведе за кус период од денеска, каде што одредена како да кажам безбедносна сигурност ќе дадеме на самите вработени. Меѓутоа, па ќе кажам, не е само тоа, мораме и самите граѓани буквално да ги учиме дека треба да бидат и трпеливи, меѓутоа и разборни по однос на тоа како се сработуваат самите процеси во Центарот за социјална работа. Знаеме, сите сакаме брзо да завршиме работа, сите сакаме да биде тоа на наша страна или завршено, бидејќи се комплексни самите предмети во центрите, таму не доаѓа никој, претпоставувам дека за добро, секој доаѓа за одредена потреба и макако што има како и семејство, меѓутоа и како индивидуа. Така да треба да работиме на тоа, на покренување свеста дека луѓето мора да разберат дека и тие од другата страна како работници се луѓе и дека и тие имаат и приватен живот и тие денеска се носат со сите со целиот терет и теретот на нив како нели луѓе кои што доаѓаат за да побараат совет или одредена помош и подршка. Така да мораме да го збориме гласно, мора да го збориме постојано и луѓето да едноставно да разберат дека и од другата страна имаме луѓе кои што и тие имаат живот. Јас би сакала тука само уште еден случај има кој што е многу страшен случајот и сега не дека е одговорноста во вас, но чисто ме интересира како треба да се детектираат ваквите ситуации. Значи, имено вчера една од клучните вести која ги преполи медиумите беше 15 годишен малолетник силувал во неколку наврати 5 годишно девојче. Значи, ова ми се чини, Титово или Гостивар, не сум ја запишала, ќе ми простите, градот Точен, како и да е користел ситуација 15 годишникот кога родителите не биле тука за да го намамува 5 годишното детенце и да го злоставува. Како треба ова да се детектира, да се види ваквите случаи за да не се случуваат 5 пати, мислам, тоа е веќе трајно оштетување во клучна возраст на развој на малото дете. Секако, тоа жално е што читаме вакви вести денеска во 21 век, меѓутоа не дека не во светот свесни сме, меѓутоа да, секако дека тоа е негде видено, прочитано, така не дека претпоставувам дека тој му текнало преку ноќ такво нешто да прави, меѓутоа самиот чин на повторување, тука е моментот каде што пред се семејствата треба да бидат навистина свесни да има пријави. Без пријави не може се детектира од страна на зборам службите за социјално или пак во институциите каде што можеби тој малолетник бил во дел од училишен процес, претпоставувам дека
и слично каде што ќе го детектира токму неговото однесување така Имено мора да се препознае некако, не може некаков чиневе. Гледаме дека има доста случаи кај што се појави агресивно однесување на дечињата во училиштето, така да делуваме буквално сегде, меѓутоа без пријави. Јас тоа разговарав и со конкретно и со Министерството за образование и наука, каде што ни беше укажано нели неколку наврати каде што требаше ние како центри за социјална работа да интервенираме по однос на одредено однесување на децата, нели нормално ние во делот на работа со семејствата и слично, да бидат овие пријави што почести, подиректни и во директна комуникација да можеме да ги решаваме. Бидејќи имате вие така многу семејства, социјални работници во еден град се не знам 5, 6 или 7 по 500-700 семејства имаш на еден социјален работник, што е невозможно нели да се тоа и да тргнат денеска, му треба 2 години за да ги помени сите семејства, да го види нивното однесување, да биде присутно во самото семејство, така да тоа е долг процес. Меѓутоа пријавите кои што треба да додат од семејствата. Јас ги мотивирам и оние жртви на семејно насилство, од типот дали се мажи или жени, независно, деца, злоставувани, агресивно однесување во училиште или на друго место или во детска градинка и слично, да бидат пријавувани за да можат службите најдиректно да постапуваат. И само на тој начин ќе грешиме. Денеска не е срамота ништо да биде пријавено на време за да се превенира и спречи. Не дај Боже, знаеме Србија, низ што помина пред само година и половина колку има од она пукање на тоа детенце, така да за да не ни се случи тоа во Македонија, не дај Боже, мораме да ги правиме да ги сите тие пријави идат навремено. Секој е различно, девијантно и проценките секако. На образовните установи. Секако, јас ги мотивирав и Министерството за образование, они имаат слободни места како социјални работници кои што треба да бидат нели дел од нивниот систем зборам на самите училишта. Тој социјален работник знае како, има механизми да го донесе во процес одредено различно однесување на некој детенце во училиште. Знаете, е малку неблагодарно да се прави паралела со одредени западноевропски земји, има еве конкретен пример кој лично го знам во Ирска. Детенце малолетно се удрило несакајќи низ дома и со модринка, нели, оди во училиште, службите училишни пријавуваат секаде онаму каде што треба и на родителите цел месец. Потоа, а среќено семејство, значи без никакви проблеми, случајно се удрило детево. Цел месец потоа изненадно им упаѓаат практично дома за да исконтролираат во каква релација, во какви односи им се одвива денот, едноставно чисто за да направат тие проценка да бидат сигурни дека детето не е поминува низ семејно наследство никакви травми. Кога ние ќе дојдеме до степен да можеме така да функционираме и да ни се безбедни? Ќе дојдеме до таков степен кој ќе веруваат луѓето во системот, во службите. Тогаш ќе дојдеме до таков степен дека знаат дека службите зборам кој да пријави. Дали е тоа негователот, воспитувачот, учителката, така кој да од нив да пријави, дека ќе биде заштитен, дека нема да биде нападнат од страна на родителите, дека тоа нема да биде ставено по тепик и ќе бидат направени они како лица кои што само го нели палата целата таа ситуација, туку ќе бидат луѓе кои што навистина се стручни, ги детектирале одредени појави кои што се различни на тоа детенце, дали било тоа модринка, дали било начин однесување неговата агресивност или па имаш дечиња кои што се повлекуваат во себе и така не го искажуваат во ниту еден момент можеби тој стрес кој што го доживуваат дома или во домашната средина. Само во тој случај ќе имаме систем кој што ќе значи дека секоја таа пријава ќе биде процесирана вистински и вистински ќе биде обработувана, а не да биде ставена на страна и тоа дека било, не знам, модринка од едно паѓање или во самиот двор. Да, училиштето било забележано, го прашале, објаснил, меѓутоа сепак службите. Кога тоа сега се промени и ќе има верба во службите, тогаш и овие стручни работници ќе биде навистина ќе бидат навистина над ситуацијата и да бидат прифатени на нивното мислење како што треба, тогаш навистина луѓето ќе веруваат во системот. Мал брейкинг, ова не е поврзано со социјалните служби, но може да биде. Од 17 декември, кога биткоинот чинеше $106,415, сега цената има огромен пад и денеска чини $74,000 биткоинот, велат се приклучува на трговската криза. О, не е прашање за нашиот гостин, но може би многу од нашите инвеститори на крај ќе завршат како
штитеници на социјалните служби. Има тука има нашите слушатели. загуби ќе има Има на Значи, но сепак имаме тука една ситуација. Велковски, навистина, кога зборуваме за социјалните служби, за овие настани, ова се навистина тешки прашања. Зборуваме за луѓе кои се, нели, на кои заедницата мора да им помогне. Кога сме кај заедницата и помошта, гледаме многу повредено општество во Кочани по она што се случи со оние немили настани. Сега веројатно ќе треба таму да се работи со таа популација многу. Од една страна ќе треба да им се пружи психолошка поддршка, финансиска поддршка, веќе има и граѓански иницијативи, Support Кочани и така натаму. Во делот на социјалните служби, со какви состојби се соочувате сега поврзани со овие настани? Премногу е рано да говориме, бидејќи мислам дека настраданите во Кочани, нивните семејства се уште се во голем шок. И мислам дека уште не се излеземе од онаа фаза сега веќе медицински, нели, повеќе што говорам отколку така социјално, меѓутоа се уште не се исклучено таа травма која што доживеа, нели, таа кобна ноќ таа утро. И тек сега ќе почне оној процес на барање на поддршка така од делот на, претпоставам, повеќе психолошка, каде што ќе треба да ние како систем државен, тоа го говореше многу пати и министерката за образование, нели, се вклучи во оној дел да онаја фела на психолози да бидат, нели, ангажирани максимално. Центарот за социјална работа конкретно Кочани, меѓутоа и сите други регионални центри кои што се во таа околина, секако и Скопскиот, стојат на располагање максимално и ќе стојат на располагање да се направат тимови каде што заеднички на овие семејства кои што секој момент кој ќе побарат поддршка и помош ќе им биде овозможено, меѓутоа ќе започнеме и системски, ќе заврши периодот каде што овој шок буквално ќе помине за нив како семејства и ние индивидуално едно по едно семејство да нудиме поддршка каква што им треба, зборам на делот од нив кој што ќе им биде потребно, така да системски ќе влеземе во целиот процес заедно со ете поддршката. Мора да кажам, бидејќи еден центар како Кочани за жал нема поддршка за ваква трагедија, кој што случи, видовме дека здравството така дека немаше, па баравме помош од поддршка од надвор, бидејќи ниту една држава нема капацитет да се со оваа бројка на толку многу, нели, настрадани, потоа и повредите им беа сериозни. Така да исто важи за системот на социјална заштита, меѓутоа сите служби ќе ги ставиме на располагање од факултетската фела кои што се, нели, психолози, образовниот дел, секако и делот на социјална заштита. Зошто говорам образовниот дел, бидејќи дел од овие повредени, нели, кои што се во моментов се токму на таа граница кои што се, нели, во делот на образование и треба, нели, да продолжат, претпоставам дека во тој дел кој ќе бидат, нели, целосно закрепнети, меѓутоа психолошкиот момент е многу важен за нив и ќе биде многу важен и стоиме на располагање. Владата веќе оние координативни тела кои што ги има и во делот на здравството, меѓутоа и во делот на поддршката за самите семејства, бидејќи не е само на психолошкиот момент, тука имаме и момент каде што овие луѓе сега голем дел од нив повеќе од колку се веќе 4 недели, мислам дека изминати, не идат на своите работни места, нели, поради повредите кои што имаат. Меѓутоа и семејствата кои што се грижат за нив, токму не се на своите работни места, така да работиме веќе цела нива паралелно, како да им се олесни тој процес, како да се вратат во тие процеси на кои му е потребен поголем период да биде, нели, надвор од своето работно место и за сето тоа да бидеме и законски покриени, да биде комплетно они како пред се како луѓе, нели, како жители на Кочани, така да работиме и на такво едно решение кое што за брзо време мислам дека владата ќе искочи, ќе го испромовира и ќе биде донесено за да може да им бидеме поддршка и помош на овие жители. За жал се случи ваква трагедија, не дај Боже ни една држава да има вакво нешто и еве, за жал гледајќи од тоа кој што го сме го зборале тука многу пати, јас сум го кажал од делот на социјала за тој систем кој што не постои, нели, дали во инспекцијски оддел, дали во некој друг дел, за жал и тука системот. Сега може ќе бидеме и неатрактивни, но внатре имало
и малолетници. Тоа значи дека одредени родители дали им дозволиле, дали избегале од дома, затоа што денес се повеќе говорат, па знаете, тоа е нормално, децава сакаат. Сум разговарал дури и со мои пријатели кои работат како обезбедувачи во дискотеки и велат, ми се случило да дојдат и родители и да ме молат да ги пуштам нивните деца внатре, кои се малолетни. Прашањето ми е, ќе работат ли социјалните служби со овие родители кои, нели, во ваква состојба ги оставаат своите деца, кои се малолетни. Добро, станува збор веројатно за постари малолетници, но сепак се малолетници. Работите ли на спречување на овие појави, работите ли на едукација, планирате ли некако да создадете клима, да им објасните на луѓето дека не е нормално во еден пополнок малолетник да биде во дискотека, да биде во град, да биде ваму или таму, односно да не биде под контрола и заедно со своите родители. Секако дека ќе работиме со тие што се настрадани, нели, условно повредени во оваа случка, со тие родители, бидејќи кога веќе е прашање малолетник, самиот аларм го крива, нели, секоја негова различно однесување, односно појава, дали девијантна или од ваков тип, каде што се нашол, нели, ваков процес, а може да биде само легитимиран, нели, од полицијата, доколку биде затечен после полноќ сам. Веќе се настанува... Да, со тие ќе се работи најдиректно, меѓутоа мора да влеземе така во овој процес многу внимателно, бидејќи таа ситуација таму е сега многу така сензитивна. Меѓутоа за сите други, ова беше вака, како да кажам, буквално кривање на алармот не на највисоко, туку ова веќе така нема граници. Треба сите да бидат свесни од еден така, дека не треба само малолетников, доколку биде фатен, нели, од страна на легитимиран, нели, на полициски службеник, да биде пријавен, па потоа ние по службена должност да покренеме против тоа семејство, нели, постапка кој што има мерки на воспитно социјални проблеми и слично. Туку веќе да влеземе во фаза каде што на буквално системски повеќе да нема молење. Родителите знаат дека повеќе не треба да ги молат ниту обезбедувачите така, ниту како се вика собствениците на дискотеките или кој да е, не знам, кој што организира ваков тип на забави, прослави или што да е, да после полноќ, каде што законот е дециден и дека кажува дека малолетникот без придружник, нели, својот старател или родител да не може да се движи во таква средина и слично. Така да кренат алармот на највисоко и мислам дека сега веќе сите и како луѓе, како семејство, меѓутоа и сите служби сме на висок аларм. Знаете, многу често службите се доживуваат како предмет и тоа ми пречи. Како репресија. Како репресивна мерка. Репресивна мерка. Значи не, службите треба да имаат едукативна мерка. Така. Потребно е на тие луѓе да им се објаснат ризиците, потребно е на тие луѓе да им се објаснат, затоа што сега видете, станува збор понекогаш и за перфектно свесни луѓе. Станува понекогаш збори за недоволно образовани луѓе. Ние, нели, што потребна е едукација едноставно, потребно е народи. Знаеш како многу често ќе кажат, ајде сега ти оди објасни му на моето дете, тоа е незадоволно, тоа е плаче, ми кажува сите излегуваат, јас не излегувам. Знаете, тоа може да биде сериозен проблем за едно вака кревки заедници како што очигледно се покажуваат нашите. Така е, треба, мислам дека треба сите заедно, тука ги вклучувам од државата како систем, медиумите, нели, како луѓе, образованието исто важно. Образованието е премногу важно, мислам, бидејќи тие се од нивната, нели, веќе 5-та година таму условно до 22-та, нели, ако се заврши во рамки да во тие години биде присутно во делот на образованието. Така да сите сме денеска видовме како не треба да биде поставен системот и дека треба да почнеме од буквално, ако не сме го правили тоа претходно, да почнеме да кажеме не е проблем ако детето не биде во друштвото после 12 часот. Па и ние претпоставам дека што денеска седиме тука и ние сме имале забрана
каде што се знаело дека до толку години не сме смееле да бидеме. Контроли имаш по дискотеките, не имаш. Во наше време сме останувале после 12 на улица туку близина на куките, мало и така натаму. Денеска не се таму тие деца и се да, денес е у Скопје не има мало веќе. Значи многу се поретко функционира. Мало нема дружба. Бидејќи сменете целиот концепт на живење, затоа треба и се преземат мерките. Друго е кога родителот може од тераса да те викне, да дојде, да реагира и така натаму, а друго е кога ти си во некаков ноќен локал со алкохол во раката, а имаш 15 години. А има, не знам, телефон, има ќе го добиам ова, не. Значи ништо тоа не важи, се додека дома не биде, бидејќи законот е дециден. И треба да се го почитуваме сите, а пред се родителите треба да тргнеме од себе. Сите имаме така деца дома и треба да тргнеме од тоа дека тој треба да биде таму каде што му е местото. А ќе дојде време кога ќе може самостојно да одлучува кај да биде и со кого да биде од даден момент. На нас не недостига очајно да се избрише оној момент на наказнивост, бидејќи непочитувањето на законите индивидуално и како родители, како возрастни луѓе, друг не е виновен за нештото кога ќе се случат, а никако не бледнуваме во себе дека самите ги толку и не сум, но има некои мерки каде што ќе те принудат да размислуваш малце. Пример, ако се случи тоа да ги фатат родител и дете, замисли ти, не ги казнуваш парично, не ги казнуваш со, како се вика, со репресија, со одземање, со судски процеси, со такви глупости. Едноставно им викаш, секој ден ти мора да одиш на разговор кај тој психолог. И сега ти, колку и да е тоа кратко, колку и да е тоа, знаеш, не суштински, само да ти се тоа, чини, да. Обврска. Кога ќе ти давам обврска, јас секој ден ти у 5 да бидеш таму и ти сега треба да се организираш со превоз, да се организираш со ова, да се организираш со отсуство од работа и така натаму. Потоа следната недела нема ни да помислиш да го направиш истото. Така, само давањето на такви врски, меѓутоа да престанеме со тоа, овој ми е пријател. Тоа треба да престане. Овој ми е пријател, нема да ми пише, нема да ме така тој ќе ми пише дека сум бил толку пати. Кој ќе престанеме со тој дел и вистински го почитуваме така мерката, зборам дали е кај психолог, дали е кај педагог, независно како и да е изречена, да го почитуваме тоа, мислам дека нема да имаме проблем и ќе свати секој своето време кој што го троши, за жал заради таква некоја грешка што направил, ќе рече повеќе не. Затоа што ќе треба да знае дека следниот пат ќе биде и построга, претпоставам дека мерката која што ќе му биде или изречена. Не, врските мора да престанат. Мора да престанат. Знаеш, очигледно најголем дел од луѓето кои полагаат за автомобил со врски она прва помош ја полагаат некако и ги поминуваат предавањата, па се погоди само едно момче, младиот Јован мислам беше, се викаше, кој знае како да се справи со пожар и со мокра мајца околу главата, нели околу носот, извлекол 20 на луѓе од таму. Значи, тоа беше порано еден од она како се каже заштита општенародна имаше некој предмет кој што беше преточен кон надпревари помеѓу самите училишта и ученици, кој е подобар, кој повеќе ќе знае во таа област. Се види дека системот бара. Да. Очигледно системот денеска некако ги има подзаборавено овие работи. Сакам да го искористам заменик министерот за уште неколку други прашања врзани со да се вратиме на делов Прилеп, односно после Прилеп и после инцидентот таму, пукање во вработена. Од УПОС синдикатот излегува значи со протест, практично да го кренат гласот на тема незаштитени социјални работници, она што Злата неколку минути го дискутиравте со него. Истиот ден на протестот беше кажано и дека ги заплашувате како раководство, како министерство, како директори на центрите за социјални работи вработените да не излезат на протестот. Вистина ли? Тие обвинувања веднаш мора да ги отфрлам да кажам дека се неточни, бидејќи луѓето се излегува на уставно кажано како го викаат мирен протест, искажување на поддршка на ситуацијата што се случи на колешката од Прилеп. И тоа траеше, мислам дека тој ден кога нели на наредниот како се случи овој немил настан
и после тоа прекина. Немало никакви нека кажат кој е тој што од раководството. Зошто потребата тогаш така одма политички да се представи како ета власта прави репресија? Па видете, ја не знам зошто политички, само ќе кажам она што не го знаат можеби најголем дел од нашите слушатели денеска е дека директорот на Центарот за социјални работи Прилеп другиот ден го прими синдикатот, со вработените разговара отворено на темава така безбедност и други предизвици кои што ги имаат самите центри. Така да синдикатот ако некој сакал да биде отргнат, нема да биде примен сигурно така од страна на директорот или да бидат таму вработените да разговараат отворено. За жал политички проба некој да го тоа симулира да биде во полза на тоа дека владата на ВМРО, кадрите на ВМРО се неспособни и дека не работат и предизвикуваат не знам какви инциденти и слично. Меѓутоа самите вработени сватија дека тоа е политички сака да се наметне некоја политичка нота и беа буквално се отрнаа токму од таквата појава. Немало такви паќа повторам ниту разговори со некои од директорите, ниту со вработените да не излегуваат, не дадат подршка на еден ваков процес. УПАС тогаш така заврши како што заврши, меѓутоа неколку недели потоа се случи протестниот марш на Сојузот на синдикатите на Македонија, односно организиран од нив, неколку други синдикати раководни лица од таму се приклучија и тоа ли е политички мотивирано? Па, како да не е политички мотивирано, кога имате во држава каде што за само 10 месеци. Со целиот оглед како е зборна финансиската состојба што беше оставена 24 таму јули, август минатата година, да платите бил случајни договори, платите во образование, платите во здравство, покрај сите овие редовни покачувања што се случуваат во март 25 година, да имаат поголем процент на нивните плати сега. Се работи на другите вработени во администрацијата и таму да се покаже платите, бидејќи разговараме, знаеме дека има дел од вработените кои што земаат за жал помали плати, а даваат голем труд, имаат големи обврски стично, така да како држава во 10-11 месеци работиме макотрпно, веќе случајни договори, веќе исплатени покачување на платите, и вие имате таков марш без оглед на бројот на колку беа таму присутни на самиот собир или слично, не навлегувам во тоа, меѓутоа имате таков марш за платите. Зашто кога државата покажува дека во 10 месеци со две покачувања во два битни ресори, образование и здравство, во сите други се прават анализи така да се дојде до покачување, а веќе претходна култура имаат така солидни знаење. Полицијата 10%, министерот Тошковски искочени со таков податок пред само неколку дена, одбрана, така да скоро, да не кажам дека 80% од ресорите веќе така се офатени со таквите покачувања, постануваат уште неколку така од ресорите кои што се разговараат, се прави простор да до средината на годината и тие влезат во одредена рамка и во тие служби бидат покачени платите. Со тоа ќе ги мотивираме секој приватниот сектор да и тие по еден природен пат, некако што беше до сега вештачки, да биде зголемувана и просечната и минималната плата, па да имаме инфлација како што беше до 24 година, до септември месец, па да мора да стабилизираме до крајот на годината, да намалуваме и слично, да сега имаме едни нормални економски текови во Македонија и покрај криза, целата криза што се случува во Европа и во светот, така да обвинувањето кои што се дадени од синдикатот, мислам дека ниту е дојдено време, ниту има простор за такво нешто, меѓутоа очигледно некој ги поттикнува, некој ги мотивира за такво нешто и ета се случи тоа што се случи. Да, ќе излезе се што ако е вистина ќе скочи на виделина. Тука уште едно-две прашања би сакала имају слушателите, ај две во едно некако. Имено деновиве на социјалните мрежи излегоа со поплаки мајки, родители на деца кои велат дека 2 месеци не им е исплатен посебниот додаток и покрај тоа што уредно доставиле целосна документација. Тоа е едниот дел од прашањето, ајде кратко ве молам за тоа, па и... Да, во петокот беа исплатите, се случува исплатите зборам редовни, така да ние како Министерство помеѓу први и пети се случуваат сите исплати поднос и од пензиите земено, како ден први во месецот кога паѓа, па се до пети во месецот, тековниот се исплаќаат сите права за сите корисници. Значи не се доцни, стигаат, претпоставам дека можеби да има неповрзани оние потврди со помеѓу банката и центарот и слично што се носат,
Претпоставувам дека може да има таков некој проблем, меѓутоа стоиме на располагање, дали центрите, дали министерството зборам како такво да ги провери, нека се обратат граѓаните слободно во нашето министерство со една мала проверка ќе видиме каде е застојот и зашто одреден предмет можеби не е процесиран во исплатата на правата. Колку е социјалната помош и кои се условите да се добие? Тоа е прашање од слушател и поздрав имате за заменик министерот за труд и социјала, човек со големо срце. Благодарам за поздравот и прашањето по однос на корисниците на денеска гарантирана минимална помош. Условно е да на лицата, мислам, тие се објавени јавно, ги има и во центрите да може да се информираат, меѓутоа условно е за оние семејства кои што се во социјален ризик, односно немаат приходи, односно не се вработени ниту еден член од нивното семејство, немаат повеќе простор за живење од тоа што го имаат, нели, еден на располагање, да немаат земја, да немаат тековни, односно во последните 3 месеци да немаат приходи по ниту еден основ на своите сметки, така да тие се неколку основни бесик услови кои што треба да ги исполнуваат и потоа се наврзуваат сите други права доколку има дечиња, се знае дека има, нели, одреден додаток за родителски за нив и слично, така да нека слободно и во центрите за социјална работа со лична карта само и сите други документи ќе бидат по службена должност обезбедени од страна на самиот центар за социјални работи. Велковски, ти благодариме за досегашното гостување, односно за ова гостување. Не известивте пред емисијата дека мора малку порано да напуштите. Ние ќе одиме со една пауза за реклами. Се надеваме дека наскоро повторно ќе проанализираме некоја подобрена состојба. Ние постојано разговараме за проблемите во системот, постојано разговараме за предизвиците. Се надевам дека наскоро ќе почнеме да отвараме и за теми за надминати предизвици и за надминати проблеми. Се надевам секој што има на располагање да ги објасниме сите состојби, независно дали се тие за жал дел негативни, дел и позитивните, да секогаш да ги објасниме и да стоиме на располагање на граѓаните да бидеме служба за нив. Буквално. Останете со нас, почитувани слушатели, се враќаме по рекламите, ќе проанализираме за актуелните политички случувања. Имам јас еден текст да ви прочитам за синокешниот та седница на ЦК на Левица, на која се случил најжестокиот и најинспиративниот говор досега. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Како што кажавме на почетокот, Филипче избран со двојно поголема поддршка од лани, но без против кандидат. Јас се шегував малку вчера на социјалните мрежи, велам голема неизвестност дали ќе победи Филипче, затоа што беше единствениот кандидат. Дури се обложив во неговата победа во 10 кебапи со професорот Владимир Петрушевски. Тој викаше дека нема да победи. Нормално, нели? Се шегувавме како изговор да јадеме 10 со кромит, но во секој случај се покажа дека нема друг јунак да го преземе СДСМ во овие тешки моменти и токму затоа искрено можеби треба да му честитаме на Филипче за храброст. Апсолутно да. Иако некако општиот впечаток на луѓето кои и поддржувачи и не поддржувачи на СДСМ е зошто му требаше ова на човеков воопшто како ангажман. Зошто уопште правиш внатре-партиски избори кои имаш еден кандидат? Можеше многу поелегантно да го решат тоа. Вака само потрошија ресурси и време, мислам. Не, да генерално им е нејасно на луѓето потребата на Филипче да биде толку, не знам, ајде да биде терминот зависен, можеби од Заев, или од сам старт, кога одлучи да застане на чело на СДСМ, но како и да е, партијата тамо има се уште многу работа за да направи некаков видлив пресврт. Да. Добар знак е фактот што бараше и понуди соработка на тема заштита на национални интереси во смисла на сите стратешки прашања кои е за сега државата во моментот, реформска агенда, здравство, образование и така натаму. Нешто што треба да е по дефолт да кога се подразбира. Кога сме кај опозицијските партии, вчера имаш и состанок на 28 сесија на Централниот комитет на Левица. Значи
огромни овации од присутните предизвикало синокешното обраќање на Горан Костовски ЧИС на 28-та сесија на Централниот комитет на политичката партија Левица. Имаме извор од таму, од сесијата, кој ни кажа дека со жесток, остроумен, инспиративен и идеолошки јасен говор другарот Горан Костовски ЧИС на сесијата на ЦК го предизвика најгромогласниот аплауз вечерта го предизвикал. Без воопшто да спомне дека има амбиција да го води аеродром, на сите им станало јасно дека тој би бил најдобриот избор за оваа општина, со неговата скромност и аскетска посветеност на каузата. Тој представува инспирација за сите, вели за нашата редакција анонимен член на ЦК на Левица. Поседницата од Левица истакнаа дека на локалните избори влегуваат во конечна пресметка со, како што велат, десничарскиот режим. Централниот комитет усвои политичка рамка за действување во наредниот период со фокус на есенските локални избори како фронт за жестока пресметка со режимскиот апарат во услови на постојана репресија, изборен инженеринг и клиентелистички октопод. Се враќа Бранко, кој го гуши секој обид за народна еманципација. Левица ќе настапи безкомпромисно, честно и организирано, како глас на обесправените и бастион на некорумпираноста. Стои во соопштението на партијата, од која не објаснија нели за оној според нив подрум, а според сите други делове на објект во центарот на Скопје кој го купија за 750 евра по метар квадратен. На истата сесија пратеникот Саше Јанчев бил верификуван за член на президиумот на партијата, но како што велат присутните, неговиот избор паднал во сенка на харизматичниот говор на Горан Костовски. Предходно радиолидер објави дека токму Горан Костовски ЧИС би требало да биде кандидат на Левица за градоначалник на општина Аеродром. Тогаш нашиот извор брифираше дека Костовски е фаворит во бастионот на Левица како млад и креативен човек, широко присутен на социјалните мрежи, но и во медиумите. Искрено мислам дека и ние како радио веќе го имаме најот фаворит. Не, јас сум воодушевена од страста со која го исчита текстов и само човек кој верува во нечии квалитети може да прочита вака текст, сега да бидеме искрени. Добра, ајде да чуеме нешто плюс околу квалитетиве. Ме интересира мислам дека ќе следува една жестока кампања во која што Горан би требало да не убеди сите нас дека тој ќе ја води Левица во аеродром. Иако според многумина веќе сериозно го гледа како закана за своето столче партискиот лидер Димитар Апасиев, но затоа во некоја друга прилика ќе разговараме. Добра, луѓето кои се брифери однатре од Левица, најголем дел се негови жестоки поддржувачи. Што те брифираат? Да, огромни поддржувачи, но и објективен е брифингот. Јас го гледам тој дух, таа енергија која се шири нели внатре. А што е со овие коментари, например, под објавата дека е грешна информација, односно дека... Да, имаме од еден очигледно полициски службеник, барем таква има насловна фотографија во униформа, вели Љупчо сигурно ги види и дланките дека им се модри од аплаузот. Не знам кои ти пласираат вакви глупости, ама те шетаат како дете низ зоолошка градинка. Јас му вратив дека гледаме дека се работи за полицаец и дека е разбирливо што не може да ја разбере поентата на текстот, без да ги навредиме поголем дел од полициските службеници, но мал процент од вас почитувани навистина ги прават вицовите да бидат точни. Внимание и читаност, вели полицискиот службеник, се постигнува со вистините информации, очигледно некој те шета. На што одговоривме дека органите на прогонот знаат да намерисаат шетање секогаш.
Игор Станоевски вика, зошто не истражите кој му го продал подрумот и презимието, па да го прашате што му бил мотивот да го продаде по таа цена. Извршител. Малце тука Извршител го продал подрумот, но она што не е подрум, значи деловни простории се. Но она што е интересно во однос на извршителот е дека партијата Левица имаше жестока војна против извршителите, од кои не се задоволни многу граѓани, да се разбереме. И некако, откако го купија овој објект, не зборуваат против извршителите. Дали може би ова е некакво мито од извршителската мафија? Како ти изгледа, Љупче, поставеност моментална во однос на рейтинзи, ако може така да се каже, со оглед на тоа што СДСМ сериозно падна многу подолу од она што беше пред изборите? Што мислиш дека ќе направи Левица реално на локалните? Мислам Чисто како процент. Мислам дека нема да освојат ниту еден градоначалник. Кампањата на Освен претходните им ЧИС, беше... едино ако се кандидира за аеродром, тогаш веќе мислам дека треба да се запали црвениот аларм. Би го цитирал гостинот од претходно кој изборуваше за црвени аларми, но црвениот аларм за ВМРО и за СДСМ треба да се запали ЧИС ако е кандидат. Тогаш има нешто на вистина сериозно од таа страна, особено преку пејџот странски служби. Добра. Има и други страници кои... Да, има и други страници, и други ботови, дури кои еден беа и дискутабилни заради тоа што ширеа лажни вести изминатиот период, особено после трагедијата во Кочани. еден од тие ботови, мораме да бидеме искрени, дури и на една претходна објава во однос на кандидатурата на ЧИС, дури еден од ботовите водени од него ни потврди дека да, тој ќе биде кандидат и што вие сега проблемот не истакнавме и се уште истакнуваме дека ништо треба да се секира, не само што немаме дека ВМРО и СДСМ ние не се секираме, ние имаме огромен демократски капацитет во однос на вакви стабилни луѓе, во однос на вакви луѓе кои со цврсти нозе чекорат и луѓе кои покажале низа на политички и професионални успеси, ако сакате. Не знам, баш не сум во тексосивито на Горан Костовски искрено. Ке го запознаеш, ти си од аеродром, Искра, ке го запознаеш, а може би и ке ја предводи твојата општина. Затоа не знаеме никогаш. Но да се вратиме на другите прашања на денот, биткоинот паѓа, како што кажавме. И предходно центрите за социјални грижи очигледно се подготвени за напливот на инвеститори. Значи, кои сега, од овој инвеститорски живот ќе мора, можеби, да преминат на социјално. Има, мислам, дека буџетски сме во кондиција за овој наплив, кој нема да биде многу голем. Будлески Игор прашува што се случи со пшето во Дебармало, веќе информациите се велоденати дека има дисциплински постапки против полицијата која внатре обезбедувала и против оние кои во рамки на ПАјак службата действуваат. Така што казната исто така за господинот Срđan Керим, како собственик на возилото. Па мислам дека не е собственик Срđan Керим, туку дека го возел со полномошно. Јас го познавам. Последната информација таа беше што прочитав ако има нешто. Добро, не. Сепак тој го управувал возилото, тој го паркирал погрешно, но тоа е во собственост на една друга личност која јас случајно ја познавам. Но тоа не е ни така важно. Важно е дека 80 годишници во Скопје имаат потреба да возат поршиња. Ајде да беше некој млад, да беше некој пресно збогатен, дали продавал дрога, дали може би често ги заработил пресно па да купил Порше, ама вие да сте 80 годишен дипломат кој има голема меѓународна кариера, кој бил амбасадор на Југославија во Германија, кој бил министар за надворешни, кој председавал со Генералното собрание на Обединетите нации и да возите
Порше по скопските улици, говори за една благоречено нескромност, морам да бидам искрен. Пресно да се збогати. Не имаш фантастични изрази. Како за понеделничко утро, за понеделник преинспиративно. Морам да кажам дека сум ваджашен од изборот на автомобил на господинот Срđan Керим. Го доживував малку поинаку. Морам да бидам искрен, но сите ние понекогаш грешиме во однос на друштвото. Сега видите, првиот джентлмен е висока функција во македонскиот политички систем, особено, нели, тоа е една функција поврзана со внимание во однос на, како се вика, на јавни кампањи, подобрување на свеста. Сегде во светот тоа е на партнерите, нели, улогата. Што разговарал со Керим, не знам, но Керим е можеби нешто поврзано со активноста на Обединетите нации. Во Обединетите нации секогаш шефовите на држави, нивните партнери ги собираат, па прават кампањи за глобално затоплување, стоп за сиромаштие, за дискриминација, па можеби нешто бил тој разговор, нели, поврзан и со ова, но да не преудицираме и да не судиме што се случило и како се случило. Јас не верувам искрено дека, нели, господинот Давков има некакво лошо влијание во целата оваа работа. Лично го познавам од претходно, не сме комуницирале подолго време, но сметам дека тој е скромен човек и за Порше никогаш не страдал, нели, по таков статусен символ. Многу навистина скромен човек. Тука не сум циничен за разлика од претходно. Но сега тоа ќе видиме, ќе истражиме, ќе покаже јавноста, веќе одговорност има за полициските службеници. Па ќе видиме како ќе се развиваат настаните. А кога сме кај Поршиња и слични бесни автомобили, запрепастувачки е колку млади луѓе ги возат низ градов и колку практично безгрижно веројатно од родителите им е дозволено тој тип на манифестација на не знам што. И се до овој настан мислевме дека проблемот е во младите. Со Поршиња. Но сега свативме дека проблемот не е во младите со Поршиња, туку проблемот е во оние со 80 години или скоро 80 години, сега да не користиме ејджизам, што би рекле. На Игор Бутлевски да му обясниш дали, вака, цитирам, го откачили Агим, 2 петока поред го нема, со харедините гледав, добар беше. Сега, типа, некои прашања не заслужуваат одговор, гледате на секој ден и ќе да знаете. Добро. Вика, знаете ли, добро, ова е веќе не е за читање, тука има органи кои не се на прогонот. Значи, тоа е интересни работи се случуваат. Сакам да следам и ќе следам утре задутре како ќе се развива ова после писмото од Централниот комитет на левица на тема идеолошката победа при говорот на мислам дека тука евентуалниот ќе се кандидат многу ние даваме јасна и недвосмислена поддршка. Во однос на има уште едно прашање, денес се очекува црн понеделник на берзите во Соединетите Американски држави по најавите за тарифи на Доналд Трамп. Веќе во, како се вика, веќе почна минатата недела, последните 2 дена од минатата недела имавме пат на берзите. Последниот во петокот имаше 5,90 пат на S&P 500. Сега 5,90%. И сега баш гледам како е pre-market во овој момент. Уште 4,5%. Некои фаталистички сценарија се дека денеска, откако ќе отвори берзата во Њујорк, во текот на денот може да падне индексот на најголеми компании на САД за дури 10% од вредноста да изгубат. Вика, падна повеќе од тоа што предвидов, 3% предвидов, не 2%, и јас реков најмалку 3%.
Сега најмалку 3% е најмалку. Бутлешки Игор не реков 3%, врати се на таа емисија и убаво ќе забележиш. И обично така е секогаш кога даваш предвидување за берзата, затоа што ти треба да предвидиш каде ќе се движи пазарот, а колку ќе се движи, тоа не знае ни Господ. Работата е да го погодиш правецот. Сега јас реков најмалку 3%, доколку вие ме послушавте и шортавте на берза, ако вложевте милион, може ќе добиевте 3 милиона со леверич ако го игравте, но не сакате да ги слушнете моите совети. Денеска повторно ќе оди надоле, сега дали ќе оди 10%, како што се некои од како се вика предвидувањата, не знам, но ќе оди надоле. А денеска дома е актуелно уште едно рочиште за убиството на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски. Сведоштвото на таткото на Вања е денеска на дневен ред. Многу интересно, замрсано излегува сето она од како почнаа сведоштвата на обвинетите. Особено после Велибар Манев, Кешишев, изминатите две. Види, по тоа што јас го следев досега, го следев од новинарски текстови, само кои едва и успевав да ги дочитам. Со оглед на тоа зашто се работи, ми е многу тешко воопшто да читам за ова прашање. И колегите од Радио Лидер објавуваат на вебсајтот, но јас немам, како да кажем, немам сила да го гледам ова. Сега, во однос на рочиштето за двојното убиство на кој ќе се сведочи таткото на Вања, досега не видовме ниту еден доказ дека човекот е било како вмешан. И напротив, ужасното е што и погрешка наводно според одредени сведоштва. Па да, не знам, ќе видиме и навистина ми е жал воопшто да го гледам ова, но најверојатно човекот е тотално погрешно таму каде што е и овој систем ќе треба нови човек кој го изгубил најмилото. Не знам како да му се одолжи воопшто за оваа неправедност, доколку ја има, нели сега, да дочекаме што ќе се случува. Понатаму да не бидеме суди, да не бидеме обвинители, но досега јас не гледам поврзаност. И овој систем навистина не постои одолжување, тој го изгубил веќе најмилото. Она што е шокантно е обидот на Палевски медиумски преку одредени квази новинари и со тие сведочења со лажни алибија кои постојано паѓаат, начинот на кој се обидува да се извлече од се ова говори за уште поголема монструозност на овој човек и тоа треба да биде земено предвид при пресудата. Не сакам сега да навлегувам, не сакам да влијам, но гнасно е да се гледа ова што се случува во овој случај. Апсолутно да, и треба да се искористат сите можни капацитети за што побрзо да се случи разрешницата, за да биде јасно каде, практично и преку случајот со Палевски, односно евентуалната негова вина која еве треба да покаже пресудата каква, односно дали ќе биде прогласен за виновен, една слика за системот до тој момент во секој случај. Да, ќе тука се и бомбите споменувани, наводни текстови кои ги прочитав каде што тој сведочил дека му биле барани веднаш од како пристигнал во Белград тогаш, кога се обидувал да избега, дека му биле барани да му се одземат пејка семејството дома, бомбите кои ги последува. Така да тоа е една многу замрсана приказна во позадината на овој човек. Царините на Трамп може да донесат и глобална депресија на берзите. Азиските берзи денеска бележат остар пат следејќи го глобалниот пат од минатата недела. Со тоа како што пренесуваат светските агенции, се продлабочува глобалната берзанска криза предизвикана од воведувањето царини од страна на американскиот претседател Доналд Трамп. Јапонскиот Никеј падна за повеќе од 9% на почетокот на тргувањето на токиската берза. Тој индекс кој вклучува 225 од највредните компании во земјата падна за 30.729.
прв пат од октомври 23 година, пишува Guardian. Јужнокореанскиот индекс Коспи падна за повеќе од 4,8%. Очекуваме да се сите паѓаат, се гледа тоа, очекуваме да се отвори берзата во САД, за да видиме дали ќе имаме уште еден црн понеделник како оној во 1987 година, кога во еден ден буквално се срушија цените. Тоа ќе биде огромен притисок за Доналд Трамп, кој можеби и ќе ги повлече царините по евентуално. Имате одличен гостин утре со кој што ќе го дискутирате. Утре имаме извонреден гостин најавено за сега, кој доаѓа директно од Харвард и како MBA на Харвард ги познава овие работи подобро од било кој во земјава. Утре ќе дискутираме со него заедно со Столен Умов. Токму затоа и направивме рокада. Затоа што, еве на крајот да им го објасним и тоа на слушателите, затоа што очекував дека ќе се случи ова денеска и рековме, ај прво да пуштиме да се случи, па утре да проанализираме. Понекогаш едноставно за некои работи треба и да имате знаење. Сега денеска да зборувавме за она што ќе се случува попладне практично во Македонија е едно. Да видиме, нешто ми се смеат од режија, дали има некаков коментар режија, ајде да видиме кој што пишал и како пишал, дали можеби од ЧИС имаме некаков коментар. Значи, Дадо? Добра. Шо? Не знам, се трудам да... Што се смеете? Не, добро. Добро. Некако и да, ќе имате follow-up на ова информација ексклузивна од СЕКА. Да. На левица од вчера, утре, задутре. Ова ќе предизвика огромни реакции и очекуваме, нели, дека токму овој човек ќе ја поведе левица кон првата освоена општина во Македонија. Поштовани слушатели, тоа беше се за утринско еспресо на Радио Лидер. Искра. Поздрав до сите. Ќе уживаме, ќе ве слушам утре. Слаба сум на темата со берзите и економија, ама со задоволство слушам за да научам нешто, а бога ми за да го гледам и слушам оно што ќе следи на тема левица од утре. Почитувани слушатели, инаку имаме уште нешто пред самиот крај на денешната емисија, а тоа е дека не возете Порше. Се џабе фрлени пари. Купете си било што, Kia, некој кинеско, махер и Volkswagen. Задавате пари за онакви луксузни коли кои Нископски улици. И на 80 години да си ја уништите политичката кариера поради тоа како надежни идни функционери, навистина не вреди.